Еден владин функционер за 4 години заработува дури 920 минимални плати. Фахрудин Хамиди, еден од директорите во МНАФ, за еден мандат на својата сметка само на име плата, ќе добие пари кој обичен граѓанин кој добива минималец, треба да ги заработува цели 76 години. Месечната плата на Хамиди е вистинско богатство, изнесува дури 345.000 денари, објавува опозицијската ВМРО ДПМН во најновата афера Паразити. За една година тоа се 4.140.000 денари, а за мандат од 4 години 16.560.000 денари. Ако оваа сума се подели со 18.000 денари, колку што е минималната плата, се добиваат 920, тоа е бројот на месеци, што е еднакво на 76 години, кои што се потребни за да се заработи таа сума на пари со минимална плата. Хамиди не е единствен. Вистинско богатство заработува и уште еден негов колега, исто така со директорска позиција во МНАФ. На сметката на Владо Крстевски од државниот буџет секој месец легнува дури 266.000 денари. Овие двајца заедно за 4 години државата ја чинат, речиси половина милион евра. За 4 години Крстевски од државата ќе земе 12.768.000 денари на име плати. Овие двајца функционери, именувани од владата за еден свој мандат во МНАФ, заедно ќе наплатат половина милион евра само за плата. Двајцата директори во МНАФ ја чинат државата еден голем булевар, или само со парите за нивни плати за 4 години може да се купат 8 амбулантни возила или 3 противпожарни возила. Од опозицијата велат дека власта се луксузира во време кога инфлацијата е 20%, цените на храната се зголемени за дури 30%, а граѓани за лекување во странство собираат пари со донации. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Ивица Томовски порачува дека единствен излез од оваа состојба во која се наоѓа државата се предвремени парламентарни избори, час поскоро.